Поздрав, Михајло, како тече гласењето во општина Центар? Добро утро, студио, поздрав од општина Центар. Се наоѓаме во централното градско подрачје, во средното училиште Јосип Броз Тито. Од она што можеме да го забележиме засега на терен, гласањето се одвива мирно, гласачките кутии беа отворени точно во 7 часот, без никакви технички проблеми, а засега и без никакви инциденти. Присутни се овде полициски службеници, секако како и во првиот круг, така и сега гласањето се надгледува и од небо, односно полициски дронови ги следат гласачките места. Од состојбата на терен би рекол дека само неколку 5-6 граѓани досега го остварија своето граѓанско право на глас во вториот круг, каде што во општина Центар се бира помеѓу двајца кандидати, односно гласачите кои што го остваруваат своето право кога ќе застанат на параванот за гласање, имаат пред себе две гласачки ливчиња, едното за град Скопје и другото за градоначалник на општина Центар, односно едно гласачко ливче помалку, бидејќи во првиот круг беа избрани советниците за општина Центар. Право на глас имаат вкупно 43.777 жители на оваа општина. Како што веќе реков, мирен изборен ден засега и не само овде, од она што можеме да го видиме и во другите училишта, состојбата е слична, мирно тече гласањето без никакви проблеми, со мала излезност, меѓутоа секако се уште сме во само што помина првиот час, би рекол, така што ќе ги добиеме потоа и они информации за излезноста до 9 часот, меѓутоа овде состојбата за сега е мирна. Сепак повеќе за тоа како се одвива овде во Јосип Броз Тито, каде што има 6 избирачки места, предлагам да слушнеме од изјавата во продолжение од претседателот на едно од овие избирачки места. Гласањето започна уредно, 7:00. Бирачко место 2854, Центар, општина Центар, гласачи 624 гласачки. Да, така тоа беше изјавата од претседателот на едно избирачко место, како што можевме да слушнеме, за сега мирно, без никакви инциденти, без никакви проблеми се одвива овде гласањето. Ние остануваме на терен, ќе следиме состојбата со гласањето во општина Центар и секако повеќе информации, повеќе детали за излезноста до 9 часот најавувам за следното информативно издание во 10 часот. Студио.